Среден и чист центар, редари кои го регулираат паркирањето, асфалтирани улички. Прилеп на прв поглед одава впечаток на среден град. Она што може да се забележи од друга страна е дека во градот ретко може да се види млад човек. Отчетот на актуелниот градоначалник покажува дека ветените проекти од ситната инфраструктура се направени, но Прилепчани ги мачи друг проблем. За градот како градот е среден нормално, сега има луѓе и што има со голема невработеност. Пензионери што колку има толку млади, тие си знаат тешко за нив нема работа. Работува и не со книжка или пријателство големо. Работа немаме никој. Четаме по улици вака сите. Тоа не стасува, иначе другото што. Да сме вработени, сите или било како да имаме нешто, некоја перспектива, ама ништо немаме. Тоа е работата. И што да очекуваме, било кој да ни помогне, друго што да речеме. Во градот има околу 75.000 жители и 14.000 невработени, а според податоците на Агенцијата за вработување, активно бараат работа речиси 7.000 прилепчани. Истражувањата пак на невладините за иселувањето говорат дека околу 60% од младите во Прилеп својата иднина ја гледаат надвор од Македонија, а околу 15% планираат да мигрираат во главниот град. Прилепчани се уште чекаат да се заврши реконструкцијата на градскиот стадион на локалитетот Маркови кули, да заврши изградбата на пречистителната станица и изградбата на училиштето во населбата Сточен пазар. Па стадионот треба да се направи за младината да има подобра младина таму. Освен големи теми, Прилепчани ги мачат и локални проблеми. Сообраќајно не се поштува апсолутно ништо, на пешачки превенците изгаза луѓето, никој не поштува ништо. Со новиот градоначалник очекувам да се смени инфраструктурата на градот, да се поправат улиците, да има да се изградат игралишта, спортски, за младите да се рекреираат, да има повеќе работа. Хигиената е добра, меѓутоа не ми се допаѓа тоа што неколку пати беа улиците обновувани. Значи еднаш направена, па пак уште еднаш и така. Требаше да се биде еднаш, ама вредно. Општинската зграда на која шарената револуција оставила трага го чека идниот градски татко. Актуелниот градоначалник на Прилеп од редовите на ВМРО ДПМН Маријан Ристевски по 3 последователни мандати се бори и за четврт. Негов против кандидат од СДСМ е директорот на градската болница Илија Јовановски. При изборот на кого да му го дадат гласот, Прилепчани велат дека се водат од личност, а не од партија. Податоците од последните локални избори во 2013-та покажуваат дека кандидатот на СДСМ освоил помалку гласови од партијата. Партија, сигурно. Сам човек не може да направи ништо. Не сум партиски примеропределена, сада кој да е да биде човек да чини за народот. Значи народот се соочува со големи проблеми. Личност. Личност, да. Тоа е за мене пресудно. Како се покажала и докажала или како ќе се покаже и докаже. Индустриските зони беа приоритет на градоначалникот Ристевски. Зоните се средуваат и се продаваат парцели за изградба на фабрики. Како и досега. Ветуваме и понатаму. Нови инвестиции и нови работни места. Кандидатот на СДСМ Јовановски пак вели дека ќе спроведе многу проекти, најповеќе за младите. Мора да им помогнеме, да им кажеме дека мораме да им оставиме услови овде да се развиваат, овде да работат и овде да останат да живеат. Во Прилеп нема мигранти, ниту градот беше на мигрантската рута, но општинските власти донесоа одлука за референдум против стратегијата за мигранти. Таквата одлука беше запрена од Државниот инспекторат за локална самоуправа.